Железница ги чека последните два нови воза. Едниот треба да пристигне до крајот на декември, другиот во јануари. Деновиве предпријатието ќе потпише и договор за набавка на 4 нови електролокомотиви, инвестиција од 8 милиони евра. Завршува тој проект од набавка на 6 нови патнички гарнитури. Освен овој проект од новите патнички возови, Македонски железници во текот на овој месец, значи го очекуваме дали ова недела или наредната недела, подпишувањето на новиот договор од набавка на 3, односно 4 нови електролокомотиви. Македонски железници во текот на 2017 година ќе биде комплетно обновен некаде за околу 60% од својот возен парк. Се модернизираат и железничките станици, повеќето се целосно реконструирани. На потегот на коридорот 10 од овој месец отпочнате проектот на реконструкцијата на најголемата железничка станица после Скопје, тоа е Гевгелија. Некаде околу 70 до 80% се реконструирани железничките станици. Сигурно дека ова ќе продолжи во текот на наредниот период. Костов потенцира дека предпријатието успеало да се стабилизира од ударот нанесен од 4-месечниот штрајк на нивните колеги од Грција. Во последниве 2 месеци за 40% е зголемен превозот на стоки во однос на истиот период лани. Склучени се и нови договори со домашни и странски клиенти. Бесплатниот превоз на студенти и пензионери пак за 200% го зголеми бројот на патници.